прецизираме некои работи. Значи, почитуван министер, морам да укажам на некои очигледни нешта. Најпрво, во оценката на состојбите во областа што се уредува со законот, воопшто не се осврнувате на извештајот од 2023 година, туку во вториот дел, значи, зборувате за прв, втор, трет став за 2021 година. Точни беа наводите што ги прочитавте од 2021 и 2022, но во 2023 пропуштивте да кажете точно на 25-та страница, го немам пред мене, дека се повикува да не се оди на закон во скратена постапка. Најважното, тоа ние во правото го викаме контрадиктио и надјекто. Зошто не смеевте да дозволите овој закон да оди во ваква постапка, бидејќи набројувавте со кого се сте се консултирале? Тоа е една работа. Тоа е претходна или екс-анте контрола законодавна, но јас овде и ние пратениците, водени од извештајот, бараме за овој текст, во овој момент и во поглед на амандманите, да има тука присутни засегнати страни, да има тука присутни експерти, да има тука присутни од невладиниот сектор. Дека сум во право, ќе се послужам со вашите зборови. Вака велите во воведот, односно во оценката на состојбите во областа што треба да се уреди со овој закон. Велите дека Законот за административни службеници претрпе неколку измени. Како резултат на сите проблеми со кои се соочуваа институциите кои го спроведуваа законот, а со цел на подобрување на имплементацијата на самиот закон, се носеа законски измени и дополнувања. Ова. И покрај тоа, многу од одредбите што ги регулира овој закон останаа неприменливи. Потребата од целосна ревизија на овој закон, пазете, целосна ревизија на закон, а со скратена постапка, е неминовна заради големиот број на измени и се уште неприменливите одредби кои сами по себе ја направија неговата примена сложена и неефективна. Прочитајте го сега деловникот, на кој што се повикува председателот на комисијата за скратена постапка, па ќе видите, ако не е во прашање обемен и сложен закон. Не јас, вие велите дека се работи овде за сложен закон, за сложена материја, за голем број на измени, што некако не оди со скратена постапка. И на крајот, може и со европско знаме, нема проблем. Меѓутоа, може и во редовна постапка, зошто се работи, сами кажувате за обемен и сложен закон. Ајде сега, петата глава од воведот. Гледајте сега сами како си противречите. Велите, согласно член 170 од деловникот на Собранието, бидејќи не се работи за сложен и обемен закон, предлагаме да се донесе по скратена постапка. Па сега целосна ревизија, извинете, не се прави со закон што не е сложен и не е обемен. И на крајот заклучувате дека со овој закон значи усогласување со европските принципи, стандарди и препораки. Меѓутоа, напред читаме дека овој закон произлегува од Националната програма за усвојување на правото на ЕУ. Најмалку што можев да очекуваме да се повикате на договорот за ЕУ, бидејќи таму администрацијата има многу важно место. Значи, понатаму да се повикате на потребата овде, бидејќи да, ако ви побарам регулатива и директива конкретна, нема такво нешто. Да се повикате на скрининг процесот, бидејќи
во скрининг процесот, значи, на крајот, да, се повикува на администрацијата, законите од администрацијата, бидејќи патоказот што треба да се подготви, врз скрининг извештајот, значи, се однесува и на оваа материја. Го нема тоа. Сакам да кажам дека не беше хир. Не, ние сите знаеме дека има потреба и тоа насушна потреба од измени на законите што се однесуваат на администрацијата. И да не заборавам, мудро изоставивте еден од најважните закони, оној за висока управна служба, бидејќи најголемите проблеми, министре, во администрацијата се врзани за него. За погрешните луѓе на највисоките позиции во администрацијата. Затоа бегате од закон за висока управна служба, бидејќи таму еднаш за секогаш ќе мора да се воспостават многу по-строги критериуми, бидејќи за останатите и нема таков проблем. Кога реков дека беше потребна овде јавна расправа и редовна постапка, најмногу мислев на она за што веќе Бојан ве предупреди, односно на, значи, потребата од консултирање на синдикатот. Околу самиот амандман, секаде ни законот, предпоставувам, веќе сте соочени со реакцијата на антикорупцијската комисија. Мислам дека се сосема во право, бидејќи ги нема нив. Меѓутоа, мислам дека исто така треба да ги има. Не можете да градите независно и самостојно однесување на еден од најважните контролни механизми. Може би еден од темелите на пофалбите, неколку од малкуте пофалби во последниот извештај, без да ги наведете нив. И на крајот, кога зборуваме за терминологија, терминологијата мора да биде воедначена. Не може во секој закон различна терминологија. Кога пишувате закони, мора да го имате во предвид и законот за локална самоуправа, како системски закон, што се носи со двотретинско мнозинство, за да може, бидејќи законите не се за експерти, за обичните граѓани се, за оние кои постапуваат, да ги разберат. Затоа ние поднесовме ваков амандман, но на вас останува дали ќе го прифатите или не. Се разбира, јас очекував денеска начелна расправа, така се подготвував, не со амандмани, мислев дека амандманите подоцна ќе дојдат. Кога зборувате во поимникот за различни критериуми, апсолутно мислам дека она што е, бидејќи се повикувате на европски стандарди, целосно е изоставено. Тука зборувате за студенти со меѓународни награди и признанија за успех, меѓутоа многу убаво треба да кажете на 200 најдобри универзитети со најмалку просек или 8,5, доста ние наградуваме партиски послушни војници кои што биле слаби студенти, а потоа ни се осветуваат. Тие ја наполни администрацијата. Значи немав шанса, меѓутоа мислам дека многу други елементи се важни овде да ги разговараме прво, па потоа, но ние се разбира бевме доведени до зид да мораме и амандмани да подготвуваме, бидејќи знаевме за постапувањето на председателот на комисијата. Една само забелешка, бидејќи не ми дозволивте. Стапи на функција техничката влада. Како што знаете, таму има чудни изуми, меѓутоа направени од нужда, од типот дополнителен заменик со право на вето и слично. Зошто е тоа така? Да, може би сами рековте овде дека посебна процедура ќе спроведувате. Да, во собранието што е посебноста? Посебноста е во градење доверба, механизам на доверба, спреги и кочници, вклучување на опозицијата како што е во владата, така и во собранието, на многу поинклузивен начин во одлучувањето. Ако сакаме навистина да веруваме дека идејата на овие закони
не е да се искористат во изборите, туку навистина да создадат атмосфера во која што ние заедно овде заради граѓаните ќе дебатираме и ќе веруваме дека нашите предлози ќе бидат во градењето на законите токму така како што Монтеские пишува во духот на законите. Не злоупотреба, туку решавање на проблемите. А тоа бара широка дебата и инклузивност, а не ексклузивност. Така ќе влеземе во реформа на јавна администрација и ко не можам да не кажам дека реформа пред избори не сум чула некој да спроведе. Faleminderit.